Ваква е сликата на повеќе места во Тетово. Граѓаните реагираат на социјалните мрежи, повикувајќи ги надлежните да изнајдат решение. Контейнерите се преполни со огромна количина отпадоци. Сметот е расфрлан и околу самите контейнери. Се шири смрдеа, а околу сметот се собираат и кучиња скитници, особено доколку се фрлени остатоци од околните месарници. Тетовци со остра критика кон јавното комунално предпријатие, но и кон себе. Контейнерите често преку ден не се преполни едноставно. Што мислите, што е проблемот? Несовесност на граѓаните, недоволна ангажираност на надлежните? Па најпрво, да, несовесност кај нас граѓаните. Најпрво. Се фрлјаме кај ќе стигнем. А сигурно тоа што го правиме на улица, го правиме и дома. Верујте дека тоа вистина. А сега надлежните. Па колку се и тие моćни. Едноставно слушајќи све ова, кај да се носи. Контейнерите преполни, стварно преполни. Ма кај да се носи? Каде, Скопје ли, вамо ли, тамо не знам, тачно, али верувам дека и тие има вина, значи кривица и они има, ама поголемото е кај нас. Близина кај што живеем имам депонија и тоа е само од неспособност на јавното предпријатие. Може да е проблем и малце и несовесноста на граѓаните дека се фрлја и тоа што не треба да се фрља? Апсолутно, ама тоа исто треба да го регулира органите надлежни за тоа. Ако нема кој да ги казни, тогаш ништо. Тој проблем го има цел свет. Мислите дека надлежните малку повеќе треба да се заангажираат? Во што е проблемот? Насобрано е све. Насобрано е све. Значи што? Ситуација со епидемија, со ово, со оно, значи луѓето губат морали и ово, тоа е тоа. Значи последиците се за тоа. Нови 14 контейнери беа поставени во центарот на Тетово, но и тие не се доволни, смета директорот на ЈКП Тетово Џелјал Цека, кој во телефонски разговор ни истакна дека предпријатието се соочува со наоѓање на огромна количина на смет низ градот. Тој потврди дека смет се носи од останатите општини, а како проблем го наведе и фрлањето големи количини отпадоци од страна на маркетите, месарниците и продавниците. Цека најави дека во следните 15 на дена се очекува пристигнување на нови 100 контейнери кои ќе бидат распределени низ општина Тетово. Од општина Тетово пак велат дека се казнуваат оние кои практикуваат несоодветно складирање на смет. До сега се направени 15 надзори на правни лица кои направиле несоодветно складирање на смет и на истите им е наложено да направат соодветен договор согласно Законот за управување со отпад за пакување. Од овој договор законски мора да го има секое правно лице кое работи со трговска услужна дејност. Она што е во наша надлежност е доколку потврдиме на лице место кога се фрла ваков вид на смет, да го казниме лицето со глоба од 4000 евра во денарска противвредност за правни лица или 50 евра за физички лица во денарска противвредност. Екипите на ЈКП Тетово го собираат сметот навечер после 22 часот и 30 минути. Дотогаш контейнерите, наречиси сите локации во градот, веќе изобилуваат со отпад.